збегуваме од студио, одиме на терен, некаде каде што ќе не однесе Верче Блажевска и ќе не информира добро што со отпадното масло. Знаеме дека не предупредуваат да не го фрламе во од водите во домот, дека и тоа како е токсично, а и прави проблем во санитариите и така натаму, но што се прави со него? Верче, добро утро. Повели. Јована, добро утро, поздрав до тебе, до твоите гости и до сите гледачи кои ја следат утринската програма на телевизија Сител. Ја сакам Македонија. Токму така некако ни тргна во првото јавување во живо, подготвувавме некој интересен поедок, дадовме некоја идеја за приготвување на оброци, а понекогаш кога приготвуваме, кога готвиме, често ни се случува да имаме малку повеќе масло вишо кое што ќе ни остане, кое што е веќе искористено. Сигурно сите се прашувате што со тоа искористено масло, размислувате каде да го фрлите истото и не знам дали всушност знаете колку тоа може да биде штетно и колку може да биде опасно за животната средина и околина. Постојат некои луѓе кои што навистина се потрудиле да направат еден интересен проект, на некој начин да го рециклираат отпадното масло и тоа со ваша помош, со помош на граѓаните, а на сето тоа да додадат и една интересна хуманитарна акција, да донираат пак друго чисто масло кое што е погодно за готвење и консумирање. Зашто точно се работи, ќе да знаеме од мојот разговор со мојот соговорник Андреј Ѓокиќ. Добро утро, добро ни дојде во Ја сакам Македонија. Добро утро, поздрав до сите гледачи. Андреј, многу интересна практика. Отпадното масло, кажав, е навистина многу штетно, веројатно и оттаму ви дојде идејата да направите нешто за себе, меѓутоа да направите нешто и за животната средина и околина. Како тоа всушност се преработува отпадното масло, кое што мислиме дека е ѓубре? Така е, значи, кога говориме за екологијата, многу важни аспекти се заштитата на животната средина, посебно во денешни услови, бидејќи огромни се загадувањата од страна на отпадот и на другите загадувачи. Ова идеја дојде бидејќи забележавме еден проблем пред долги години од кога ја почнавме самата дејност, а тоа е дека создавачите на отпадно масло немаа каде соодветно да го отстрануваат овој отпад. Значи тоа представуваше проблем за нив, проблем за животната средина и проблем за целото општество. Така се роди оваа идеја и можам да кажам дека веќе ни е 11-та година која што ја работиме и многу ни е драго дека има позитивни еколошки ефекти пред се, поради тоа што сега маслото може соодветно да се собира од страна на создавачите, да влегува во нашиот систем, каде што потоа понатаму се преработува, се рециклира во една готова екосуровина, која потоа се извезува надвор во Европа до фабрики кои од неа произведуваат биодизел. Значи целиот систем е сега затворен и маслото не се исфрла во природата по депониите или на други несоодветни места и влегува во нашиот систем каде што соодветно се рециклира. Андреј, ајде да некако да почнеме од почеток и да им објасниме на сите оние граѓани кои што можеби ќе бидат заинтересирани токму сега во моментов ќе добијат идеја што да прават со отпадното масло. Оние кои што веќе долги години соработуваат со вас, сигурно добро знаат како истото да го направат. Меѓутоа буквално да го објасниме целиот оној поим на рециклирај па и донирај. Супер. Значи, многу ни е драго, прво би сакал сите да ги поздравам што учествуваат во нашиот систем екохуманитарен проект, тој рециклирај и донирај, наменет специфично за домакинствата. Тој представува една, ние нарекуваме екосоцијална платформа, бидејќи решава два проблеми. Им овозможуваме на домакинствата да собираат отпадно масло и при тоа за секој собрани 3 литри отпадно масло, на еден вид мотивација им доделуваме половина литар сончогледово масло, кое што може да го задржат за себе или да го донираат преку Сдруженијето Љубезност до социјално загрозени семејства на кои тоа им е најпотребно, нели, храната и другите работи. Така да со овие два аспекти мислам дека ја побудуваме свеста на домакинствата, ете и за еколошки, меѓутоа можеби и за хуманитарна акција. И можам да кажам дека веќе преку 2000 домакинства се приклучени. Акцијата е доброволна, значи кој сака може да се вклучи, кој го создава отпадот, кој смета дека треба да го селектира и да го предава во нашиот систем. Веќе имаме преку 2000 домакинства вклучени. Во континуирана комуникација сме со нив, ние доставуваме директно 3 литарски кантички. Од кога ќе се наполнат, собирачот треба да не контактира. Наш тим доаѓа професионално обучен, ја подига кантичката, доставува нова и чиста кантичка и се спроведува предавањето на сончогледовото масло кое следува или донацијата, зависно од желбата на создавачот.
Освен што ќе може да се јават на оние телефонски броеви кои што верувам дека гледачите ќе имаат можност да ги видат, на кој начин може да станат на некој начин хуманисти, а од друга страна и екологисти? Постојат ли некои посебни правила и прописи? Правилата се едноставни. Нашата цел беше да го направиме системот што пофункционален, поедноставен, за да ги мотивираме луѓето да собираат и да им покажеме дека тоа е лесно од кога ќе се навикнеме на еден начин. И навистина сме горди дека постојат многу еколошки домакинства кои не дознаа веднаш од кога почнавме со реализација на проектот, меѓутоа како што поминува времето се повеќе индивидуи се приклучуваат, ги користат практиките и можам да кажам дека комуникацијата е двострана, значи може да не контактираат преку телефонскиот број, на социјалните медиуми сме активни и во директна комуникација од уста на уста се препорачуваат некогаш домакинствата меѓу себе кога ќе видат дека системот навистина функционира. Во тој аспект би ги спомнал и позитивните резултати, затоа што ова е на еден начин една еколошка одговорна заедница за отпадно масло која што ја создаваме и која што ни е драго дека е доброволна и дека приклучува се повеќе домакинства. Па така, од кога почна проектот на средината на 2017 година, од домакинствата до сега имаме собрано над 14.000 литри, односно 14 тони отпадно масло, кое што би завршило во природата доколку не постоеше системот и доколку не постоеше мотивацијата нивна да го собираат. А донации кон социјално загрозени семејства се направени над 1,6 тони на сончогледово масло. Значи и социјалниот ефект и еколошкиот ефект навистина функционираат кога луѓето ќе изразат желба да направат еден еколошки придонес и при тоа да донираат, да искористат можноста од рециклира и донира. Ете накратко да ја раскажеме приказната во неколку чекори. Сега ние во моментов го гледаме буквално извозот, спремањето на извозот на ова рециклирано отпадно масло. Откако всушност ќе се пријават, ќе се земат кантичка, како изгледа начинот на собирање на маслото и што се случува кога тоа ќе дојде овде? Така, тоа е доста важно и ние кога и да имаме можност сакаме да го пренесеме целиот систем и како функционира и неговата одржливост на еден начин, бидејќи собираме и од домакинствата и од индустријата, значи сите количини завршуваат во овој сектор за управување со отпад. Од кога ќе се транспортираат количините, поминуваат низ нашиот специјален систем на загревање и филтрација, каде што се вадат сите непотребни талози од маслото. Потоа маслото оди на додатно складирање во овие големи цистерни и додатно загревање, од кога скроз ќе се исчисти, односно изфилтрира. Ние потоа го анализираме и за подобноста дали е спремно за извоз и потоа како што можеше да се види, значи во специјализирана цистерна за транспорт, последната количина која е готова за извоз се пренесува и потоа се транспортира до производители на биодизел во Европа. Тука би напоменал дека сме и дел од европскиот ASCC EU систем за биомаса, во која што спаѓа и управувањето со отпад од биомаса, и тоа ни овозможува да покажеме следливост на маслото од точката на создавање до финалниот пласман, каде што како рециклирана суровина потоа се користи во производство на биодизел, со тоа се заштетуваат ресурси и се намалува загадувањето секако. Има ли, Андреј, некои правила во однос на она собирање домашно на маслото? Што всушност и како би требало да изгледа таа кантичка? Претпоставувам остатоци од храна не би требало да има, дали се собира маслото се уште додека е топло или се чека да се излади? Има ли тука некои правила кои што би требало да се почитуваат? Така, супер прашање, тоа го имаме воочено низ годиниве и го имаме комуницирано со собирачите, значи ние препорачуваме да не се става врело масло во кантичката, да се почека саат, 1 час до 2 часа да се олади, потоа да се стави. Кантичката чисто ради безбедност може да се стави во кеса, да се чува на место кое што е недостапно за миленичиња или за мали деца, знаете, да не се направи проблем. Тоа се некои основни правила. Гледаме да направиме да биде што поедноставно, значи не бараме од домакинствата да го цедат маслото, да го процедуваат, бидејќи ние имаме систем на филтрирање и технологија да го правиме тоа, така да доколку процентот на остатоци не е огромен, не го бараме тоа од домакинството. Значи да биде што поедноставно, целото тавче, све што е во тавчето да го претурат во кантичката. Потоа наша работа е да тоа направиме да биде рециклирана суровина и да може да заврши каде што треба да заврши.
Од она што го кажа, ми се чини над 1 тон, рече, донирано масло. Тони 600, да. Така, тони 600. Од една страна може би веќе го имам одговорот за тоа колку луѓето, освен што се нели екологисти, колку се и хуманисти, не е зло ако си го задржат маслото за себе, затоа што на некој начин им следува. Собирале вредно нели 3 кантички масло и си добиле половина литар како на некој начин надомест и мотивација. Меѓутоа, колку често луѓето се одлучуваат да го донираат маслото? Така, значи тоа намерно го оставивме така како избор, бидејќи имаме многу собирачи кои што некогаш ќе си донираат, некогаш ќе си го задржат маслото. Во проценти можам да ви кажам дека од вкупно собраната количина, значи над 14 тони од домакинства што е собрана, донирани се 1600 литри на рафинирано сончогледово масло, значи дека над 10% према бројките испаѓа дека од вкупно собраната и рециклирана количина испаѓа над 10% дека одат донации од собирачите, што е добар податок, затоа што ако земеме по позитивен пример, кога би биле 100 тони, кога би успееле да собереме 100 тони отпадно масло, ќе дојдеме до над 10 тони сончогледово масло за донации, што не е воопшто мала бројка. Значи дека системот може да се мултиплицира позитивно колку што повеќе собирачи влегуваат во системот и ете го користат и делот и социјалниот аспект од рециклира и донира. И само на самиот крај, постои ли некој ограничување за колку време би требало да ги наполнат кантичките? Не, тоа не постои, бидејќи сите имаме различни навики на готвење, различно се исхрануваме. За нас е важно и тоа кога можеме го комуницираме до собирачите, значи кога и да готват, кога и да се создава отпадно масло, ништо да не фрлаат. Тоа буквално едноставно кажано секоја капка да ја стават во кантичка. Имаме собирачи кои побрзо ги собираат, ги полнат кантичките, а имаме некои што ќе сеат после 2 години и искрено за тие што поспоро побавно собираат, кога тие ќе се јават, тогаш значи стварно се покажува дека проектот функционира, бидејќи иако подолго време им треба, сепак го прават тоа континуирано, без разлика на времето и ни се јавуваат за да го подигнеме маслото и да им доставиме нова кантичка. Значи дека свеста проработува без разлика колку брзо се генерира отпад. Не е важно колку, важно е дека го правиме тоа. Андре, благодарам за разговорот и за на некој начин презентацијата на сето ова рециклирај па понатаму и донирај. Благодарам уште еднаш. Ете, доколку може би се прашувавте што со отпадното масло и навистина мака мачавте откако ќе готвите, има решение да го собирате во кантички, да го на некој начин дадете за рециклирање во замена да си добиете масло кое што може да си го задржите или може да го донирате, се со цел да бидеме хумани, а да бидеме и екологисти за заштита на нашата животна средина и околина. Колеги, толку од мене, ова беше второто и последно јавување во живо за денешното издание на Ја сакам Македонија. Верче, благодариме. Ако не друго, покрај хуманоста треба да бидеме свесни колкаво значење добива се повеќе токму овој ресурс или намирница, односно маслото со оглед на неговата цена која постојано расте, но и убаво е да се биде дел од овој хуман синџир. Во продолжение она што